Од следната недела во училиштата во Аеродром почнуваат обуките од областа на финансиското работење. Циклусот се состои од 5 обуки што се однесуваат на основите на финансиското работење, намените за зголемување на вештините на невработените лица, како и за зголемување на вештините на лицата што имаат сопствен бизнис или работат во мали и средни предпријатија што се на територија на Аеродром. Добро дојдовте во најновото издание на Урбаните вести. На Скопски саем почнаа денови на образование и кариера. СВР Скопје со проект за безбедни матурски и полуматурски прослави. Доделување благодарници и дипломи за учесниците во изработката на рачни ракотворби во општина Газибава. Граѓаните на Карпош со многу придобивки од изборната програма на Стефчо Екимовски. Се крпат дупки и се бојадисуваат графити во општина Илинден. Од денеска на Скопски саем почнаа денови на образование и кариера. Оваа манифестација им овозможува на сите што се заинтересирани да студираат на едно место да добијат информација од над 170 факултети и 40 универзитети од 16 земји. Андријана Митриевска. На 16 денови на образование и кариера, на кои отварањето се случи денеска во Скопскиот саем, се представени програмите за додипломски и постдипломски студии на над 170 факултети од 40 на држави и приватни универзитети од Македонија и од странство. Имаше 19 домашни изложувачи и 22 странски од 15 земји. Целта на манифестацијата е на едно место да ги собере сите високообразовни институции, домашни и странски, кои на младите луѓе ќе им ги понудат своите образовни програми преку директен контакт, со што ќе им помогнат тие професионално да се ориентираат. Саемот официјално го отвори министерот за образование и наука Панче Кралев и истакна дека како министерство посебно ги радува што на манифестацијата се представени македонските приватни и јавни високообразовни институции, кои, како што рече, и оваа година ќе привлечат голем број студенти. За образование и наука во континуитет се обидува и работи да обезбеди што поголем број на стипендии, но што поголем број на информации за сите заинтересирани студенти кои би сакале да го продолжат своето образование како во рамки на Република Македонија, високообразовните институции кои се тука, секако исто така и за можностите кои се нудат за продолжување на образованието надвор од Република Македонија. Деновите на образование и кариера ги организира Скопски саем во соработка со Образовниот информативен центар. Извршниот директор на Скопски саем, Даниела Глигоровска, на отварањето истакна дека се горди што организираат манифестација која веќе станува традиција и главен годишен настан за едукација во земјава. Посочи дека саемот е спој на средното со високото образование, а потоа со стопанството и вработувањето. Партнер на деновите на образование и кариера годинава е индиската образовна компанија Cell Global, која планира неколку инвестиции во образованието во Македонија. Меѓународна градинка во Тафталиџе, меѓународно средно училиште со интернат, институција за обука за наставници според меѓународно призната програма и изградба на студентски кампус во Велес. Ние ќе и помогнеме на владата на Македонија да концептуализира, изработи и изведе универзитетски комплекс на површина од 200 акри со образовни институции од сите нивоа, потоа згради за домување за жителите на кампусот, како и дополнителни содржини од културен и образовен карактер, кои што ќе бидат сместени во близина на езерото Младост покрај Велес. Од септември ќе отпочнеме постапка за стипендија во Меѓународното средно училиште Свети Павле, кое што ќе биде единствено училиште со меѓународен рейтинг. Гауров исто така информираше дека Cell Global ќе додели стипендии за талентирани ученици со познавање на англиски јазик. Оделението за превенција при СВР Скопје од денеска започна со реализација на проектот Безбедни матурски и полуматурски прослави. Основна цел на проектот е подобрување на севкупната и личната безбедност на учениците матуранти за време на матурските прослави. Ивана Митковска.
Оделението за превенција при СВР Скопје во соработка со Министерството за внатрешни работи започнаа со реализација на активностите поврзани со проектот Безбедни матурски и полуматурски прослави 2012-2013. Основна цел на проектот е подобрувањето на севкупната и личната безбедност на матурантите и полуматурантите за време на матурските прослави. Со флаери ке се подсетуваат младите дека казната за кршење чаши и шишиња на јавно место е од 100 до 400 евра. Слично се казнува пијанството и учеството во тепачка, како и возењето во алкохолизирана состојба. Промоцијата на кампањата стартуваше денеска во рамките на Саемот за образование и кариера, а ќе трае се до 12 април. Од денес па до крајот на учебната година, значи клубовите за превенција во основните училишта, заедно со МВР и СВР, ја почнуваат кампањата за безбедни полуматурски и матурски вечери. Целта е, значи, тие вечери кои што им се заеднички и последни од нивното завршување од циклусот на нивното образование, значи да ги поминат само со забава, а не со насилство, како што знаеме дека многу често знаат таквите забави да завршат со немили и несреќни настани. Една од целите на оваа кампања, која се спроведува 4 години наназад, е подигнување на свеста на матурантите за сопствените потенцијали во справувањето со опасностите што се јавуваат во секојдневниот живот, како и превентивно делување и намалување на насилството во сите облици помеѓу учениците матуранти, како и градење на партнерство помеѓу учениците и полицијата. Од СВР Скопје апелираат да не се нарушува јавниот ред и мир, како и одвивањето на наставата, кога утрото матурантите, придружени од оркестар, доаѓаат на училиште. Редот и мирот ги прекрашуваат и полуматурантите, па заради тоа во текот на месец мај и јуни ќе се работи и разговара и со средношколците и со основците. Кампањата ќе биде спроведена во сите основни и средни училишта на територијата на град Скопје. Министерот за труд и социјална политика Спиро Ристовски и заменик министерката за информатичко општество и администрација Марта Арсовска-Томовска присуствуваа на обуката наменета за згрижувачките семејства во Република Македонија, како дел од кампањата за безбедност на децата и младите на интернет Сурфај безбедно. Кампањата се фокусира на разбирање на ризиците и опасностите кои ги демна децата и младите на интернет, како и препораките за нивно навремено препознавање. Во склоп на кампањата креирана е веб страница surfajbezbedno.mk, на која може да се преземе софтверот за интернет филтрирање и родителска грижа во македонска и албанска верзија. Со едноставно инсталирање на софтверот, родителите имаат можност во секое време да бидат во тек со она што нивните деца го гледаат на интернет. Денеска Општина Газибаба во соработка со Организацијата на жени на Газибаба и ДВВ Интернационал доделија благодарници и дипломи на сите учесници кои учествуваа во проектот во изработка на рачни ракотворби. Како дел од овој проект, изминатиот период беа организирани 18 работилници поради големиот интерес. Томислав Атанасовски. Во урбаната заедница во населбата Автокоманда денеска се одржа завршната манифестација доделување дипломи и благодарници на сите учесници во проектот Работилница за изработка на рачни ракотворби и негување на традиционалните вредности во Општина Газибаба. Овој проект е во заедничка организација на Општина Газибаба, Организацијата на жени во Општина Газибаба и компанијата ДВВ Интернационал, која ги организираше обуките и работилниците. Општината за прв пат го организираше овој проект, кој се надева дека ќе прерасне во традиција. Овој проект оваа година за прв пат го реализираме со Организацијата на жени и ќе гледаме овој проект да биде традиционален. Воедно да најавам дека во месец мај исто во заедничка соработка општината со Организацијата на жени во Општина Газибаба ќе реализираме етно денови каде што дел од овие ракотворби кои што сега се изработуваат и кои што во наредниот период ќе се изработуваат ќе можат да бидат презентирани на тие етно денови и ги повикуваме и сите останати жители од Општина Газибаба активно да се вклучат, да дадат свој допринос, затоа што знаеме дека има голем број на наши граѓани кои што дома изработуваат рачни ракотворби самостојно, но вака да направиме едно заедничко здружување и да покажеме дека навистина тоа наша традиција и понатака ја негуваме. Ова е завршна манифестација каде што ќе се доделуваат благодарници и дипломи на оние што учествуваа во изработката. Беа предвидени 8 работилници каде што ќе се изведуваат ракотворби, ќе се работат ракотворбите. Меѓутоа интересот беше
голем и мислам дека 18 работилници направивме, можеби и повеќе. Во рамките на нашите заеднички активности за 2013 во соработка со општина Газибаба и организацијата на жени на општина Газибаба е реализацијата на две обуки, една од областа на изработката на рокотворби, друга од областа на екологијата. Ние сме многу среќни што во вакво партнерство, значи со општината и со оваа граѓанска организација Сдружение на жени имаме можност, значи да реализираме обуки, активности со цел, значи да се поттикне локалниот развој на општината, да се подобри благосостојбата, живеењето во општината. Во рамките на проектот беа одржани 18 работилници поради големиот интерес на граѓаните. Во обуките се учеа разни вештини за изработка на украсен накид, реплики од носи, везење на мотиви од народни носи, плетење чипки и друго. Сите изработени ракотворби од овој проект ќе бидат изложени на етно сајмот кој за 2 дена започна во соседна Србија во Врњачка бања. На почетокот на месец јуни ќе се одржи завршната манифестација на проектот Етно денови во Газибаба, која ќе трае 3 дена и на која ќе бидат поканети да учествуваат сите заинтересирани организации на жени од Република Македонија и од соседните земји. Како и секоја година, традиционално невладините организации и уметност на живење Македонија, ArtLife, Цуна и Банка за храна Македонија со своите активности се приклучија на глобалната акција Заедно сме погласни за одбележување на меѓународниот ден за деца на улица. Целта на оваа акција е да се зголеми свеста на луѓето и органите на власт за нивната законска обврска да работат во насока на обезбедување на детските права. По тој повод се организира караван за донација на храна. Односно во петок на 12 април во попладневните часови волонтерите од овие организации со своите возила ќе доставуваат храна на улиците на оваа категорија дечиња. Граѓаните на општина Карпош ги чека период на олеснување. Ако се земат предвид ветувањата кои градоначалникот Стефчо Екимовски ги даваше во предизборната кампања, почнувајќи од бесплатни ужинки и екскурзии па се до реконструкција на фасади и лифтови. Елизабета Дамјановска. Општина Карпош доби старо нов градоначалник. Стефчо Јакимовски повторно ја доби довербата од граѓаните и со тоа застана на чело на општината, прифаќајќи ги сите предизвици кои се пред него. Дел од жителите на Карпош му ја дадоа својата поддршка, некои беа против него, а имаше и воздржани. Но сепак, придобивките од ветувањата на Јакимовски ќе ги користат сите. Едно од ветувањата се однесува на изградба на 5 училишни базени во основните училишта, а во состав на поквалитетно образование беше вклучено и ветувањето за бесплатен престој во градинките и бесплатни ужинки во основните училишта. Доколку новоизбраниот градоначалник остане достоен на ветувањето, неблагодарни ќе му бидат родителите за намалените трошоци и зачувување на дел од домашниот буџет. Во заштедата на буџетот ќе придонесат и бесплатните екскурзии, но и бесплатното сервисирање на лифтовите во зградите. Меѓутоа, не само лифтовите, во наредниот 4-годишен мандат, дел од средствата од општинскиот буџет ќе се наменат и за реконструкција на 163 фасади, проект со кој според зборовите на Јакимовски, општина Карпош ќе стартува веднаш по завршувањето на изборите, односно во наредниот период. Граѓаните на Карпош ќе имаат можност да живеат во гасифицирана општина со висока енергетска ефикасност. Покрај тоа во состав на изборната кампања беше најавена реконструкција на 35 улици, како и целосно обновување на тротоарите, рабниците и уличното осветлување во општината. Доколку се исполнат овие ветувања, најсреќни ќе бидат жителите на Карпош. Екипи од општина Илинден деновиве интензивно вршат крпење на ударните дупки низ улиците во општината, во рамки на програмата за санација и реконструкција на локалните патишта и улици. Исто така, со цел почитување и примена на Законот за јавна чистота, се бојадисуваат и графитите низ општината испишани на јавни површини. Деновиве екипи по налог на општина Илинден вршат пополнување со нов асфалт на ударните дупки на локалните патишта и сообраќајници низ општината. Овие активности се согласно програмата за санација и реконструкција на локалните патишта и улици. Изградба на нови локални патишта и улици, како и редовна санација на постоечките, останува континуиран приоритет на општина Илинден, затоа што квалитетната сообраќајна инфраструктура е еден од гарантите за брзиот локален економски развој. Општина Илинден во текот на изминатата година асфалтираше околу 40 километри локални патишта и улици. Исто така на територија на општина Илинден во тек е бојадисување на графитите низ општината, испишани на јавни површини. Ова акција е во рамки на примената и почитувањето на Законот за јавна чистота.
Акцијата има за цел да го подобри изгледот и да ја подигне свеста кај граѓаните за зачувување на животната средина. Активностите се спроведуваат во рамки на редовната акција за одржување на чистотата на јавните места од страна на работните екипи на јавното комунално предпријатие Илинден. Во продолжение на урбаните вести, информирајте се за дел од културно-забавните случувања вечерва во Скопје. На сцената на македонската опера и балет вечерва од 20 часот публиката има можност да проследи едно необично сценско видување на авторскиот тим, кој е одличен спој на младоста со искуството. Балетот Александар III Македонски. Во драмскиот театар од 20 часот се изведува представата Солунски патрди од Миле Поповски во режија на Коле Ангеловски. Представата Кој се плаши од Вирџинија Вулф од Едвард Олби се изведува вечерва во Македонскиот народен театар во режија на Синиша Ефтимов. Во салонот 1919 во културно-информативниот центар од 20 часот се одржува рецитал на Маја Михајловска на виолончело. Во галеријата на Младинскиот културен центар вечерва од 20 часот се отвора самостојна изложба на Милан Андонов, кој ќе се представи со 20 дела. Во нив авторот го согледува изразот на ликот под тензичен притисок и таа тенденција успешно ја остварува. Еве што ќе гледате понатаму во вестите. Спорт. Вечерва се игра третото коло од кошаркарската Суперлига на Македонија. Актуел, Ен Хатвеј е на пат да се откаже од актерството. Вечерва се игра третото коло од кошаркарската Суперлига на Македонија. Фини го пречекува работнички. Спортските вести се веднаш по рекламите.